1 јуни е рокот до кога треба да се дигитализираат сите медиуми, со целосното исклучување на досега користениот аналоген сигнал и преминувањето на новиот дигитален се обезбедуваат поквалитетна слика и многу подобри услуги за граѓаните, рече Стојан Наумов од Советот за радиодифузија. Дигитализацијата значи голем број на придобивки за граѓаните и за самите телевизии, отвара еден речиси бесконечен простор на можности кои што во крајна линија овозможува разновидност, богатство на програми, на ставови, плурализам по секој основ. На крајот на криштата тоа е и суштината на демократијата. Се разбира, ова се техничките можности што ги нуди дигитализацијата, што ги има како потенцијал, како нова технологија, како нова технолошка ера. Според Наумов, Македонија нема да има никакви проблеми во процесот на преминот од аналогно во дигитално емитување. Речиси 80% може би повеќе од граѓаните се претплатници на кабелските оператори или на операторите на јавните комуникацијски мрежи, како што се кабелските, како што се IPTV, Макс телевизијата на Телеком и Бум телевизијата, дигиталниот оператор на јавни комуникацијски мрежи. Сите тие нема да имат проблем со преминот од аналогно во дигитално емитување, затоа што веќе сите кабелски оператори имаат дигитални приемници, со тоа и граѓаните дома за конвергирање на сигналот. Па и оние кои што имаат аналогни пакети, кабелските оператори според новите правила ќе треба сигналот на телевизиите да го превземаат од дигиталниот оператор директно, што значи ќе преземаат дигитален сигнал и ќе го емитуваат во своите пакети. Наумов додава дека проблем може да имаат само оние кои користат стари телевизори, но со набавка на така наречените сетап боксови ќе се реши и тоа прашање. Проблеми ќе настануваат, мислам дека тоа ќе се испегла во овој период со луѓето кои што не се претплатници на такви оператори на јавни комуникацијски мрежи, кои што се во руралните средини и луѓето кои што имаат стари телевизори од постарата генерација. Сите тие што имаат телевизори од поновата генерација нема да имаат никаков проблем, со обична антена ќе може да ја фаќаат било која телевизија која што фри-ту-ер се емитува, регистрирана, слободно гледлива за граѓаните. Тие што имаат стари телевизори ќе треба да набават дигитални приемници, односно сетап боксови кои што во слободна продажба ќе чинат од 800 во зависност од квалитетот и маркета до 1200 максимум 2000 денари. Дигиталниот прием ќе биде достапен и за социјално загрозените семејства, бидејќи трошоците за нивната набавка ќе ги обезбеди владата.